И следната наша содржина ги информира нашите гледачи за уште еден настан, кој што е во организација на Меѓународното училиште Нова и Сдруженијето на граѓани Позитиво и од двете институции по еден представник. Ќе почнеме со дамата. Добро утро до Катарина Златановска Попова, која што е председател на Сдруженијето на граѓани Позитиво, и господинот Брајан Ричардс, кој што е председател на организацијата на родители и професори. И добре ни дојдовте. Добро се најдов. Во Нова, да. Добро не, така. Господинот Брајан, иако нели не е со пасош македонски, меѓутоа 15 години овде во Македонија, одлично го зборува македонскиот јазик и да не губиме време, веднаш да информираме јавноста што, кога и каде поврзано со семејниот базар во Нова. Значи, утре во самото школа Нова, позади новиот дел што сега направи ланската година, ќе почнеме од 11 часот. Значи, ова станува збор за 7-та годишен пазар, значи? Да, традиција што правиме. Значи, ќе има храна од едно 12 на држави, самите родители ќе готват, ќе спремат готвење. Национални кујни? Да. И покрај тоа ќе има нешто од Позитиво што организираат. Така, да. Меѓу повеќето активности кои ќе ги имаме на базарот, покрај националните кујни кои ги имаме и наши ракотворци, значи занејчи кои изработуваат секаков вид на рачни изработки кои ќе бидат исто така понудени на базарот. Ќе имаме секако многу интересни содржини за децата, бидејќи овој настан е насловен како семеен базар и со самото тоа како семеен базар подразбираме дека целото семејство е добре дојдено и нудиме забава за целото семејство воедно. Значи за дечињата ќе имаме прекрасен замок за скокање, ќе имаме јавање на понни кончиња, игралиште и секако во склопот на целиот базар покрај овие активности што ги набројав имаме и кошаркарски турнир, односно баскет турнир 3 на 3. Така, каде пред кошаркарскиот турнир само уште некој информација да ни каже господинот Ричардс во содржините на самиот базар. Освен ова ти што го напомена, овде е многу убаво напишано, па може да прочитаме или да кажеме, нели? Повелете. Значи, мислам, интересниот дел ќе биде ова што ќе има лотарија со вредни награди. Имаме како главната награда летување и сместување во Истанбул. Значи, со купување 50 денари ваучер, ќе излекуваме и некој во денот ќе добие тој. Сепак има и вино, и ресторани, и облека, значи многу работи ќе биде таму. Добро, многу награди, значи, така? Да, ќе има сајм на книгите, кај што може да купуваш книги на англиски, се разбира, што ќе помага и на школата, па и децата да ќе носат дома самите книги. Покрај кујната што веќе спомнавме и кошарка, ќе има и од нашите деца од школата музика, танцување, што ќе биде интересно. Керка ми дури ќе пее. Дури Керка ви ќе пее. Колку години има Керка ви, господин Ричардс? Керка ми сега 10, ама до крај на месецот 11. Значи, македонски знае ли? Знае македонски, ама не знам кој јазик ќе пее, зашто минатне пее на латински? Латински, сега англиски, не знам што ќе пеат, ама нешто ќе пеат? Да, барем Керка ми ќе пее. Така, тоа се тие содржини, кате повели сега во однос на овој кошаркарски турнир, хуманитарен, ова сакам да го нагласиме, затоа сте денеска и тука најмногу. Така, секако. Значи, целиот семен базар всушност е замислен и секогаш го носи нели призвукот и контекстот на хуманитарен. Оваа година средствата се договоривме да ги распределиме на 3 различни места за да помогнеме на што поголем дел од нашата општина, односно на нашата заедница. И кошаркарскиот турнир е делот кој Позитиво го организира во рамките на семејниот базар. Се плаќа котизација. Пријавувањето е до денес до 16 часот, значи до крајот на работниот ден. Поделени се во 4 категории сите учесници, значи имаме основци, девојчиња, средношколци и возрастни. Сите наши учесници ќе добијат прекрасни награди од нашите драги донатори и спонзори. И на крај победниците се разбира ќе заминат со прекрасни повторно награди од типот на јадење палачинки за целиот женски победнички тим, пак пица, сок и сладолед за средношколците. Така да кажеме само каде ќе се случува турнирот? Во рамките на спортското игралиште во училиштата. Значи и со самата котизација ќе се соберат средства кои што ќе бидат наменети. Рековте дека реципиентите на тие средства се тројца, 3 институции се, да споменеме дека тоа се господине Ричардс повелете, кажете. Значи на втората е Дајте ни крилја, што работи со деца со посебни потреби, за да можат и да пливат и да јават на коњи. Значи за нив
е поврзано Која нова комите. содржина во нивниот живот. И во самиот центар во школа имаме центар што помага со деца што учат на различен начин. Значи дали сменат буквите или такво нешто, помагаме на нив да помагат. Полесно да дојдат до знаење. Така, и третиот Третото е реципиент. позитивната работа. Да, и третото е значи нашите активности поврзани со училиштето Димитар Влахов, за кои ја организиравме и аукцијата на чоколадо. Би сакала да искористам оваа прилика да најавам дека реновирањето е скоро завршено. Во недела веќе ќе можат гледачите за прв пат премиерно во рамките на емисијата Ајде дома да погледнат што сме направиле. И морам да признаам дека децата се воодушевени, веќе ги користат просториите, останува уште некои многу мали работи да се довршат и сум многу горда на целиот проект кој толку брзо и толку успешно го завршивме. Сега останува уште некои детали да им се да обезбедат, докупат. Обезбедивме чевли за сите 54 дечиња, специјална тастатура за едно од девојчињата која не може да користи браева машина за пишување и описменување, телевизори, DVD, музички системи. Значи имавме една прекрасна акција, многу донатори и многу сме горди на целиот проект. Убаво е чувството кога луѓето околу вас умеете барем за еден ден или подолго да ги направите среќни. Сигурна сум дека така ќе биде и утре. Ви благодарам за гостувањето и се гледаме во некоја друга прилика. Благодариме за поддршката. А од вас барам некогаш керкави да не бидете вие гостин со вашето семејство, како семејство Ричардс во журнал и малку поблиску да се запознаеме со членовите на семејството и што е тоа што ве натера да останете и да живеете овде во Македонија. Договорено? Така, кате го има контактот и ќе се договориме. Така, уште еднаш, значи само ги покатнуваме сите гости да дојдат утре од 11 до 15 часот, трае семејниот базар во Нова, многу забава, радост за целото семејство. Така. Поздрав уште еднаш до сите оние кои што ќе бидат учесници на базарот, а